Ова е уште еден добар момент за нашиот град, за нашата општина, каде што тестовите, PCR тестовите што ќе се работат во молекуларна лабораторија во Центарот за јавно здравје, ќе ги добиваме резултатите истиот ден за сите наши граѓани, за сите оние наши граѓани кои што мислиме дека се позитивни на COVID-19 и сите оние кои што сакаат да добијат негативен тест, кои што имаат потреба за патување во странските држави или било кои потреби. Во постапка е донесувањето на одлуката за масовната вакцинација што треба да се изврши во нашиот град. И премиерот вчера кажа, а исто така и министерот за здравство потенцираше и во постојан контакт. Се надаваме дека во наредните 10 до 15 дена ќе го имаме на располагање и тој објект. Тоа е оваа сала, спортска сала во медицинското училиште, каде што граѓаните од нашата општина ќе имаат можност да се вакцинираат. Посебно што сакам да упатам порака и апел до сите наши граѓани од нашата општина. Час поскоро да се вакцинираме сите ние. Сите вакцини се еднакво успешни. Нема лоша или добра вакцина. Сите вакцини се добри и мораме час поскоро да се вакцинираме сите како граѓани. Знаете дека досега брисевите беа испраќани во лабораторијата вирусологија при Институтот за јавно здравје. Од денеска тоа ќе се прави во нашите простории и навистина сакам од името на сите вработени во Центарот за јавно здравје да се заблагодарам на сите оние кои што помогнаа да го реализираме овај навистина захтевен и голем проект. Капацитетот на Real Time PCR-от е 96 теста, а на екстракторот е 32, така да во овие услови во моментот би работеле максимум 60 тестови. Од вчера официјално нема пациенти во COVID центар гинекологија. COVID центарот повеќе нема да биде за пациенти на што се лекуваат од COVID-19, туку ќе им биде отстапен на персоналот кој што работи со гинеколошките потреби на граѓаните. Овие денови се дезинфицира просторот за да може по 2-3 дена да се стави во нормална функција. По неколку денови, односно од петок, истата постапка ќе биде изочното одделение, заради тоа што бројките ни налагаат дека имаме доволно слободни места за да хоспитализираме пациенти. 48 имаме пациенти хоспитализирани, 88 слободни места и тоа ни овозможи да затвориме дел од ковид центрите, кое што е добро заради тоа што ќе може да функционираат нормално одделенијата за редовните проблеми кои што ги имаат пациентите.